секој наш граѓанин, секој македонец кој живее тука или било каде во светот, треба да се чувствува горд. Но членовите на Социјалдемократскиот сојуз имаат една огромна причина да се чувствуваат уште повеќе горди отколку другите. Затоа што на 8 септември 1991 година народот ја искажа својата желба, определба, волја, намера да се создаде македонска независна држава. Меѓутоа таа желба потоа некој требаше да ја реализира. Социјалдемократскиот сојуз беше во првите редови. СДСМ ја превзеде на себе таа задача. Немавме пријатели моќни и силни широм светот кои ќе не поддржат, како што на пример Хрватска ја имаше Германија или Австрија, туку напротив имаше многу држави кои што го користеа своето влијание да не оспорат, да не обструираат, да не успееме. Младите треба да знаат, да бидат информирани, а повозрастните треба да се потсетат дека тоа беше период во кој што северната граница ни беше затворена заради санкциите кон Србија и Црна Гора, а јужната скоро цели 2 години беше целосно блокирана заради ембаргото од Грција. Тие денови слушаме како се фалсификува историјата со некакви измислени тези. Европската Унија во декември 1995 година воспостави дипломатски односи со Македонија. Не призна дека постоиме. Тоа беше период во кој што паралелно со сите овие проблеми требаше да го менуваме системот од еднопартиски во парламентарна демократија, од самоуправна договорна економија во пазарна економија. Ги решававме проблемите, некогаш побрзо, некогаш поспоро, правевме грешки, меѓутоа со сите грешки, со сите тешкоти. Во 1998 година, кога ја предадовме власта, оставивме зад нас држава, средена, спастрена, стабилна држава. Секој може да провери. Во 1998 година просечната плата и просечната пензија во Македонија беше поголема од истите во било која поранешна Југословенска република освен Словенија. Бевме понапред и од Бугарија, и од Романија, и од Албанија. Што за жал денес веќе не е така. Во 2002 година, кога повторно ја преземавме власта и одговорноста за состојбите во државата, наследивме растурена држава. После етничкиот конфликт во 2001 година, меѓуетничките односи беа целосно уништени. На 1/3 од територијата на Македонија не можеше ни полицаец да влезе, а камоли инспектор, камоли инкасатор, камоли било кој представник на власта. Меѓународниот углед на земјата беше целосно руиниран и уништен. Буџетскиот дефицит беше 14%. Пак се зафативме да го решаваме најтешкиот проблем, прво да ги стабилизираме меѓуетничките односи, да го вратиме населението кое што беше раселено, да го поправиме меѓународниот углед на земјата. За 3 години успеавме Македонија од таква состојба да ја доведеме до тоа да биде кандидат за членство во НАТО, да биде кандидат за членство во Европската Унија. Никој не ни оспоруваше во 2005 и 2006 дека сме одма, веднаш, само еден шекор зад Хрватска. Сите останати, Србија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија беа далеку зад нас. И Бугарија. Денес, почитувани граѓани, за жал, повторно се соочуваме со тешки проблеми и предизвици. Македонија е земја во која што економијата пропаѓа, сиромаштијата расте. Македонија е земја на скапи споменици и сиромашни луѓе. Огромен број јадници наши семејства денес не може да врзат крај со крај, да однесат леп дома. Нема инвестиции, ниту домашни, ниту странски. Денес е Македонија земја во која што не се знае што е власт, а што криминал, што е полиција, што мафија. Денес Македонија е земја во која што се владее со закани, уцени, притисоци. Денес Македонија е земја во која што здравството е во целосен колапс, луѓето умираат по болнички ходници, а образованието е во хаос. Најлошо од се е тоа што денес не знаеме која ни е иднината, не знаеме која ни е перспективата. Се наоѓаме во тунел, а никаде светло. Се наоѓаме на слеп колосек. Денес одговорноста на Социјалдемократскиот сојуз е огромна, можеби многу поголема и отколку во претходните тешки периоди.
Очите на граѓаните, очите на народот повторно се вртат кон нас. Така е. Очекуваат да видат што ќе направиме. Очекуваат да го поведеме народот. Овој хаос, ова лудило, ова пустошење, ова растурање мора да запре пред да биде предосно. Ние знаеме што е нашата должност, знаеме што е нашата одговорност и ние тоа ќе го направиме. Ние знаеме која е нашата задача, ние таа задача ќе ја извршиме. Затоа, сакам да ви го честитам 8 септември, денот на независноста и до година повторно тука се најдеме, меѓутоа не како опозиционери, туку како луѓе кои ќе водат оваа држава. Нека ви е честит празник.